Иако е споменик на културата заштитен со закон, веќе со децении во старата Прилепска чаршија владее буквален хаос и анархија. Наместо срце и душа на градот, таа денес личи на обичен панаѓур. Комплетно ја изгубила автентичноста. Тезги на сите страни, излози од ПВЦ дограма, светлечки реклами, секој градил како сака и како ќе стигне. Законот и инспекциите по се изгледа не важат тука. И од заводот и музеј признаваа дека државата одамна ја изгубила контролата. Ние во еден период колку што можевме интервениравме, апелиравме до институциите да не се дозволува нарушување до тој степен на старата чаршија, што значи дека не добивавме позитивен одговор. Од тие причини ние денес имаме ситуација во старата чаршија која е хаос, можам да ви речам. Локалните моќници блиски до политичките партии со своите летни бавчи на кафулињата. Исто така се дел од ова беззаконие и кич, узурпирајќи го јавниот простор и загрозувајќи ја безбедноста. До тој степен ги испуштија работите од контрола, му се дозволи на сите собственици, посебно на овие кафичите, да испуштат, да земаат простор од самите патеки на старата чаршија. Доколку би дошло, не дај Боже, до пожар, да не може противпожарно возило да влези во старата чаршија и да интервенира. Од Занечиската комора на Прилеп велат дека пред 8 до 9 години со грантот за Занечиската комора на Германија требало комплетно да се ревитализира чаршијата, но тогашните власти немале слух и проектот не се реализирал. Идат странци, и конкретно во сите наши душани, дујчани, едноставно употребуваат зборови, не гледаме ништо автентично овде. Еве, ќе направат фотографии од се гледа само алуминиум, жалузини и ред други работи. Од ВМРО ДПМН денеска прашаа зошто Прилеп изостанал од грантот на Министерството за економија за ревитализација на излозите на старата чаршија. Прилеп не доби грант како останатите општини за средување на излозите и фасадите од дуќаните во старата чаршија. Но затоа доби објекти кои никнаа преку ноќ, на диво, во срцето на градот, спротивно на законите. Од заводот и музеј Прилеп рекоа дека со грант од Светска банка преку битолска невладина организација наскоро ќе се започнало со ревитализација на чаршијата. Прва фаза ќе било нејзино поплочување со гранитни плочи и коцки, блиски до стариот изглед, а средства за ревитализација ќе се барали и од Министерството за култура.